Чест ми е денеска, заедно со вас, со членовите на клубот на лекувани алкохоличари од Прилеп, Методија Николовски Мец, во општина Прилеп, каде што го одбележуваме 4 децениското постоење на оваа асоциација, која што е прва од ваков вид во нашата држава. Овој ден е значаен за нашата заедница, за заедничките напори во превенцијата на алкохолизмот, во борбата против оваа зависност, која перманентно бележи пораст. Почитувани мои сограѓани, почитувани членови на клубот, почитувани терапевти и целиот медицински персонал од невропсихијатриското одделение во Прилеп, кој што досега на било кој начин дали свој придонес во работата на овој клуб. Честитам за вашиот влог, вашата хуманост и посветеност во оваа волонтерска работа. Почитувани членови на клубот, вам, на сите заедно и на секој поединечно ви честитам за храброста да се изборите за оваа зависност и да бидете одговорни граѓани на нашето современо општество. Човекот во животот се соочува со многу тешки битки, но најтешка е битката што ја води човекот сам со себе. А најголема награда која што може да ја добиете не е ниту златен медал, ниту најдобрата плакета, туку само почитта, само довербата и вашата ситуираност како достоинствени личности во семејството, на работното место и во општеството. Вие сте модел на секој човек кој што во моментот се соочува со оваа зависност. Вие сте поддршка на сите млади луѓе кои улегле во канџите на алкохолизмот. Вие сте современи херои кои извојуваат победничка битка со оваа зависност. Изразувајќи ви вам почит и како патронажна служба, патронажна екипа да помагате на нашите граѓани кои што се борат со алкохолизмот, ја имате мојата поддршка и поддршката на општина Прилеп да ја продолжите битката против алкохолизмот и ентузијазм, напор од институциите, како што и досега го правевте, посветено, храбро и хумано. Огромна почит и благодарност од заедницата за хуманиот влог на актуелниот главен терапевт Јован Белевски, кој е специјалист по медицинска психологија, и доктор Снежана Ѓорѓиевска, психијатар, за нивната изразена хуманост и доследна примена на хипократовата заклетва. Почит за нивната посветеност и работа во клубот за лекувани алкохоличари, што е пример како во институционално со висок степен на граѓанска свесност и одговорност се демонстрира придонесот во одржувањето и развојот на едно современо здраво општество. Честитки и почит и до семејството на основачот, доктор Методија Николовски Мец, визионерот, авангарден невропсихијатар, кој што при 40 години токму на овој ден го основаше со ентузијазам и верба во овој клуб, со цел надвор од болницата во Прилеп, полесно, со поголем успех да им помогне на нашите сограѓани за да се изборат со алкохолизмот и што поскоро да се социализираат. И на крај, сакам уште еднаш да ви посакам многу вакви јубилеи и со позитивни примери и успеси на патот на превенција на алкохолизмот. Према статистиката на Сдруженијето на клубови на лекувани алкохоличари на Република Македонија во Македонија има околу 83.000 зависници. Порастот во новите зависници е во женската популација, особено кај младите. Значи, помладите девојки се повеќе склони кон користење на алкохол отколку момчината и тоа е еден од ризичните фактори во кој Република Македонија треба да обрне внимание. Значи, нашиот клуб денеска прави една порака дека 40 години работиме врз база на волонтеризам на општинско ниво и прајчаме порака до сите дека треба да се лечат од оваа болест, која е исто болест како и секоја друга болест која е категоризирана во меѓународната класификација на болести.
благодарение на овој клуб, еве јас се одржувам веќе 11 година абстиненција. Инаку нашиот клуб е формиран 1978 година од покојниот доктор Методија. Еве денеска славиме 40 годишнина од формирањето на клубот, формиран е 29 ноември 1978, како што реков. Клубот почнал со докторот Методија, тогашни имало само 7 членови кога почнал клубот, а додека во овие изминати 40 години во клубот побарале преку 3600 граѓани помош, од кои повеќето ја виделе светлината на денот и продолжиле во нормален живот. Инаку клубот наш работи волонтерски со минимални средства, доброволна чланарина од околу 50 денари. И побаруваме некош од фирмите, некоја некогаш има слух да помогне. Така обстојува.